Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добро вечер. Одбојка во машка конкуренција, домашна лига, дуел во рамките на третата рунда во плейофот или разигрувањето за што подобра позиција во последната фаза од шампионатот. Дуел меѓу екипите на Работнички 7-1-2-2 и Штип УГД, 20 часот и 30 минути. Невена Георгиева Дуња, салата школска во Скопје, во која што практично во нашиот главен град се случуваат поголемиот дел од одбојкарските настани. Вечерва сме заедно со на коментаторската позиција во улога на стручен коментатор. Сме заедно со Дејан Стојанов, тренер на женскиот прволигаш Газели Волеј. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Пред се одма поздрав до Македонска телевизија, односно до гледачите на односно љубителите на одбојката во Македонија. Ги има многу, со оглед на тоа што се погледана е програмата на Македонска телевизија, особено од стартот на оваа сезона. Ке зборуваме нешто подоцна за тоа. Гостите Ричлиев, Јовановски, Задмар, Джуниор, Стојанов, Алексов, Длаев, Мирасчиев или Мирасчиев, Новаков, Зенделски, Илиев, Кадриов или Илиев, Кадриов и Арсов. Тоа е составот на екипата што доаѓа вечерва во Скопје. Ова е странецот, а ова е предводникот Јованче Манасков, тренерот на Работнички, кој што на овој надпревар ќе настапи во следниот состав: Филиповски, Јовановски, Новески, Джерков, Бошков, Георгиевски, Мио Драгович, Вукелич, Поповски, Вера Болано, Спасовски, Ангелески. Во секој момент ќе стартува надпреварот. Еве го во ведниот момент и првиот сервис и првиот поен кој што оди за гостинската екипа. Напад од зона 1, али сакам први да нагласам затоа што некако брзо ни најавува дека гледам дефинитивно голема промена во составот на екипата на Работнички. Недостасуваат двајца играчи на позиција техничар, кој што ни најавува малце посложена игра, али ајде оставиме да видиме што ги се случува. Сервис на Глаев беше тоа, го сопреа првиот обид на гостинската екипа домакините. Одлично движење, троен блок. Блокаут. И ова е првиот поен за домашната екипа. Добро, мирно отварање пред се, така да, како што најавив, значи, ке Работнички дефинитивно во една нова улога се наоѓа играчот со број 15. Миодраг, што, значи, ке имаме на фаза на адаптирање, затоа што не е стандарден, да кажам, на таа позиција. И тоа го користи екипата на Штип, со игра преку средина, темпо и за резултат 2:1. Зборуваме за Миодраг Новески, роден 2000-тата, на 28.2. Да, негова природна позиција е среден блокер или коректор, така да сега го гледаме улога на техничар. Добар, одличен сервис и оди овој прием во таванот, што значи ова е нов поен за Штипјани. Одличен. Па едно од најаките оружја, може да кажам дека Штип и од минатата година и оваа година со доаѓањето на Стојан Илиев дефинитивно се уште поагресивни на сервиси, тоа го покаже премалку. Повторно проблеми. Одлично движење на троен блок, меѓутоа повторно најде решение Густаво за втор поен. Гостите се наметнуваат на стартот на овој надпревар, но Работнички не дава некоја по-солидна предност, 3:2 или 2:3 во рамките на првиот сет. Добро поставен блокот. Шанса за не е контра, туку е блок по прсти, добро поставена одбрана. Уште еднаш солиден блок. Одлично се снајде младиот Мирасчиев. Со број 10. Забележливо е дека во екипата на Штип го нема стандардниот
интернационалец, значи Задмар Магди, не знам од кои причини, меѓутоа почнал со едно напад од по 5 средината, до 6, одлично играна варијанта. Продолжува Мирасчиев, односно да, Мирасчиев, тоа Мирасчиев. Михајло Мирасчиев, роден 2003-та на сервис. Одличен беше во претходниот обид. 5:2 или 2:5. Македонски репрезентативец. Прием што возможува, еве сега контра за гостите. Искусно, ниска топка, без грешка, браво. За 6:2. Добар старт, сигурно, без разлика што не се со на стандардна постава, како што најавив. Сепак во игра го немаме Макти Задмар, иранскиот интернационалец. Продолжува сервисеријата на Штипјани, а и Ево, ова за овие работи вас зборевме, лошиот така прием да на домашната екипа. може да кажам од зачекувано, ова ќе го ставиме сепак како грешка, но и таа грешка иде во котото поен за екипата на Штип. Средниот блокер Михајло Мирасчиев, повремен репрезентативец наш, освојувач на купот со Штип 23-та, 24-та и 24-та, години 25-та, да. Добар. На мрежа, Висока добар топка, смеч. повторно Густаво, одлично се снаоѓа во изборот на нападот. Оди на сервис Густаво Болано Звера, 2002-та е роден. Ете, регистрираме првата грешка на сервис. Со број 8 Стефан Алексов на сервис, коректорот на Штип. Одличен, добар сервис ас. За нов поен за гостите. Сигурно на сервис. Так. Еве го и тајмаутот, одиме со слика и тон на клупата на Работнички, да го чуеме Јованче Манасков. Линијата нема пак да ја повеќе. Да, само приемот требаме да го одаме. Тоа ќе што направи разлика од приемот. Оставете го тука, не буде. Ви не мора да не давај. Ако е второ линија, да ви носи. Оставете тука, не го не барете. Океј. И она што зборуваме сега. Напред ви е бразилецот со Владимирович. Двајца напред. Вистина, каде што? Добро, очекувано, претпоставам дека анализите се дека сервисот е една од најаките оружја, така да бара тука да има поголема концентрација. Дефинитивно во организација нападот ќе имаат само напад од зона 2, односно и зона 4, што ги прави да бидат лесно да се прочитат, односно движењето на блоката. Тоа го видовме и пред малку дека дури двојниот, односно тројниот блок спојуваше на време. Оди Алексов уште еднаш на сервис, уште еднаш е добар. Сега директно таму каде што е најсилно. Так. И од блокот поен за екипата на Работнички. Поентира десетката Ангел Бошков, роден 2002-та. На сервис Алекс Пасовски, еден од помладите, роден 2007-ма. Одличен сервис. Играат без грешка, паметно. Резултира за нас уште еден поен. Влегуваме веќе во вториот дел на сетот. И се уште трае иницијативата на Штип од почетокот. 10 поени за гостите, 4 за домакините. Блокаут и поен за Работнички со број 16 беше тоа Стојан Илиев. Односно тоа е Стојан Илиев е во составот на Штип, тоа е 16-ката на Работнички, Максим Георгиев Георгиевски, да.
Тој пак е еден од поискусните, роден 99-та. Еден од двајцата во овој состав што е роден во минатиот век. Другиот е Мартин Јовановски, 96-та. Повторно одлично на мрежа. Одлична комуникација меѓу техничарот и Стојан Илиев. Леандро Джуниор на сервис од Брази, роден 2001-та. И на крајот излезе добар овој прием, кој што и не беше така присебен, но ете, поен за работнички, нов. А сервисот со флот се предпазливи. Препоставам дека со насокви. Меѓутоа добро се снаоѓаат дефинитивно напаѓачите на екипата на работнички. Ангел Бошков беше тоа, еве го повторно. Ова е во мрежата, Алексов. Малце на сила. Четврта топка, директна грешка. Вреди да се проба, нели? Да се обиде. Лош прием, поен за работнички, сега серија за домакинот, 8 спрема 11 и ова е добро за овој надпревар. Што поизедначено, тоа повозводливо. Значи, отсутството на Занмарт го прави да, еве да кажам, тактички се нападне младиот примач. Али сега еве корекција. Ја враќа за така. момент го видовме судијата, ви ги должиме имињата. Првиот судија Саздовски, вториот Здравевски, делегат Здравевски и дамите на записник Јанковска и Јаврамовска. Искусни суди, што се предуслов стварно за еден добар меч, другото останува сега двете екипи само да го докажат истото. Одиме со сервис на Штипјани, со број 7 е ова Давид Стојанов. Одличен прием за ваков сервис и Добар блок. Добар блок, поен блок. профункционира. Да, регистрираме поен, прв блок. Уште еднаш оваа ситуација, одлично поставени, добра антиципација предвидеа каде ќе оди оваа топка, блокерите на Штип и поенот е за нив 8-13, промена на сервисот. Значи, овде имаме ситуација повторно каде што техничарот, односно случајов Миодрак е само во позиција да имаме директна грешка, да дистрибуира или во зона 2 или зона 4. Две грешки на сервис на екипата од Штип. Максим Георгиевски беше тоа на сервис. Од втора поентира Мрежа. Густаво Значи, Вера на Воланос. мрежа од страна на Мирчиев. Да, ова беше контактот Да, горе на мрежата, да. Токму така. Веднаш реагира Мирчиев. Затоа и влезол фактички на Густаво, не можеше да се санкционира затоа што мрежата беше пред тоа. Ставиме како грешка. За една мала, еве да кажам, неизвестност во овој дел на првиот сет. Добре за овој надпревар што работнички брзо се враќа, но одлично е ова. Коректен, идеален прием, игра на прво темпо и Одлично. уште еден поен во напад на гостинската екипа. Средниот блокер одлично се снајде. Добар е сервисот, но добар е и приемот. Четврта топка, Во мрежа беше ова. кажам попластично, премногу се чита, значи каде сето тоа ќе се дистрибуира. Ангел Бошков. 15-10, да, и потврди режијата 15-10. Уште еден Ето одличен го, сервис. тоа. 2 аса имаме до сега
за гостинската екипа. Одличен Илиев, Стојан Илиев, примач, сениорски репрезентативец, Струмица, Вардар, Осијек, Каламата, Грција, Залау, Романија, Хапоел, Саба, Израел. Извонредно искусен играч. Коректен, еве го, тоа го потврдува, уште еден сигурен сервис. И јас третиот ас, да го слушаме повторно. Нова пауза. Повторно сме на клупата на Работнички. Мораме на промена направиме. Значи се дене ги спириме. Прва линија ти. Кој ни стигна тука ти нисна блок. Прва промена, правиме го менјаме. Не го смениме 3 поена не зима знам. Ајде смени. Значи само сервисот треба да го приме. Мартин, уклучи се на може. И првиот тајмаут и вториот тајмаут беа на сервис кога се наоѓаше Илиев, така да ја осеќа тука опасноста, се обидува да пресече. Имаме прекин со тајмаут. Сервис на Штипјани, со број 16. Стојан Илиев продолжува Повторно, браво. во ист ритам и добар блок. Неќе блокот се намести на свое место, го регистрираме вториот блок по моја евиденција. Одлично изблокиран Густаво Болано Звера, уште наш оваа ситуација. На И помош, тоа од на мен. помош дојде пониски од Кире Глаев. Продолжува и уште еден ас. Добриот сервис е повеќе од сигурен поен. Тоа се демонстрира и во оваа ситуација. Тоа што би требало да го баш напротив да го прави екипата на Работнички, за да може нели да ги помести, односно да не може да го користат нападот од средина, меѓутоа за тоа треба да се направи промена. А тоа не оди, расположен е Илиев, негов трет, четврт ас или вкупно 5 аса за екипата од Штип. Замена со број 2. Бара Во- начин да. некако да се направи било каков прекин. Виктор Ангелевски ќе влезе во игра на местото на Алекс Спасовски. Овој на теренот 2005-та, оној на клупата 2007-та. Форсира таму по Сега имаме средината. добар аут. Аут. Или, да, аут. Вториот судија досуди мрежа, топката во аут, секако тогаш поенот ќе го Уште регистрираме една како ситуација. грешка на Густаво. Да, ја Да, да, допре да, мрежата со Чинам дека беше и аут. рамото и беше аут. Да. Се заборави на сервис. Нашиот репрезентативец Стојан Илиев. Те има доволно простор за младинските репрезентативци за поголемо искуство. Во случајов со број 11 Филип Новак. Филип Новаков. Уште Продолжува, еден добар имаме расположение за денеска, поготово на сервис Стојан, пети негов ас или вкупно 6 аса. Убедлив ќе биде резултатот скоро во овој сет за тимот на УГД Штип. Ова е со број 14, уште еднаш во дресот на Работнички, Алек Спасовски. Сега барем конечно да добар смири. прием. И аут, поен за Штипјани. Уште една грешка на Густаво. Опа, успеа, второјниот блок, браво. Контакт, грешка. Конечно поен за Работнички по долга низа на гостите.
ќе оди на сервис со број Гостите има дури директни 4 грешки во игра. Миодраг Новески со број 15 ќе оди на сервис. Да, ке него ги регистрираме оваа грешка. Аут е ова, Аут. сервис аут и поен за Штипјани, сет топка. Во првиот сет убедливи 11-24. Се изедначуваат и со грешки, односно не, екипата на Работнички е со пета грешка директна, 3 од сервис. Мирас Во игра. Чиев за првиот сет. Мирен, Поен за напад од Работнички, 6, направи престап. И со тоа и петата грешка директна на гостинската екипа. Во конверзација Кристијан Ристевски со арбитрите, гостинскиот тренер, еве го моментот кога екипата на Штип доаѓа до водство од 0:1 во сетови, ќе следи промена, одиме со реклами и се враќаме потоа на стартот на вториот сет. Се враќаме, почитани гледачи, на стартот на вториот сет. Дуелот меѓу Работнички и Штип 0:1, водство за гостинската екипа. На сервис Давид Стојанов со број 7, техничарот на Штипјани. На стартот на вториот сет го гледаме, за момент го видовме, односно го гледаме се уште во кадарот со број 16, Стојан Илиев, нашиот репрезентативец. Негов беше првиот сет. Да го видиме овој прв сервис, а потоа со нашиот стручен коментатор Дејан Стојанов ќе искоментираме за она што се случуваше во рамките на првиот сет и за резултатот во првата секвенца од овој натпревар. Судиите дадоа знак, натпреварот може да продолжи. Штипјани доминираа во првиот сет, да видиме дали ќе продолжат така. Еве првата грешка. Започнуваат со грешка. Поен за Работнички, значи статистиката кажува следнова. За првиот сет имаме 6 аса, 2 блока, 11 успешни напади и 6 поени од страна грешка на противникот, страна на Работнички.
Додека да кепата на Работнички, само да го регистрираме овој напад на коректорот. Имаме 1 ас, 7 успешни напади и 5 директни грешки на противникот. Сова само го потврдува, значи, доминацијата на Штип, оно што го гледаме како табела во овој дел на првенството. Ова беше можеби и лош сервис, но реши да ја врати таа топка во поле Густаво. И поент за Работнички. Одлично. 2:1 и во предност е домашната екипа, што е добро за овој надпревар. За еден интересен втор сет. Значи, како што најави, се наоѓаме во плей-оф, да кажам, разигрување за подобар пласман. И тоа тука го прави да овој меч, барем од Работнички, да има една исклучителна важност. Само да го проследиме овој напад на Работнички, сега имаше контакт, да, признава, крива рака, со број 9 Кире Глаев, примачот. А од друга страна, пак, екипата на Штип сака да си го потврди, нели, Улогата на фаворит, ако ништо друго. улогата на фаворити, подобриот, така да кажеме, пол позиција, каде што ви стартувале од плей-офот, а во плей-офот играат првиот и четвртиот и вториот и третиот. Сервис аут. Миодраг Новески. Сервис насочен кон младиот играч со број 8. Стефан Алексис. Не. Има забележено. Фрибол. Павар. Апсолутно е На искористи прва, доминицијата на одлично. бразилецот. Леандро Джуниор. На сервис Михајло Мирасчиев. Одлично прво темпо. Добра комуникација во меѓу двајца. Внимателен на сервис. Така. Уште еднаш. На ист начин, со ист исход. Продолжува Мирасчиев на сервис. Не дозволува првиот судија некаква комуникација помеѓу играчите. Но тоа му кажуваше на капитенот. Добар беше сервисот, одличен напад, но и добар прием и еве шанса за гостите да реализираат контра и да дојдат до 3:3. Само да видим уште еднаш. Да. Лоша Чисто е тука антиципација се. на либерото. Невозможно беше оваа топка да се 3:5. нападне. Да, 5:3. И по мојата статистика, несигурен прием, дозволена игра. Ново прво И темпо. повторно го користи темпото. Јасно е. Како завршуваат овие поени? Така да изненадувањето остана само на 2:1. Леандро Джуниор продолжува и понатаму во ист стил, а Мирасчиев е се уште на сервис. Добар блок, двоен. Крева раце, тој ја освојува оваа топка, Кире Глаев. Тайм-аут. Да го сослушаме, па Значи не сакам да играме со нервоза, сакам да играме слободно. Океј, втора работа. Приемот цело време викам, врати го назад. Мислите дека ќе шаркува линија, ничо не е вторенија, не може да трча и да ги брка. Врати го назад. Имаме тројца напаѓачи, не мора идеален да биде прием. Океј, втора работа. Па напаѓа цело време средњакот. Овде и овде. Го гледате? Значи ги имаме топките. Не заборавај
ризикуваме на четврти метар, значи двајцата да бидете овде га повадили. Може? И само смирен. Не може кила, се не слага. Со прсти примим. Примете со прсти, бутник. Краток тайм-аут, да предпоставиме дека од сето ова е извежбано на тренинг, таму се учи од бојката, нели? Тука само се применува. Не, како што најавивме, дефинитивно голем хендикеп е не играњето, значи, на овие двајца стандардни играчи во екипата на работнички, поготоа техничарите, затоа резултира една игра каде што многу лесно се чита што да се прави, еве, тоа го користи техничарот од екипата на Штип, и што друго нема останало, само да си ги разигра добро своите играчи. Регистрираме уште еден поен од напад, веќе дори имаат 6. И Мирашев се заборави таму на сервисот, како Илиев во рамките на втората фаза од првиот сет. Еве сега одличен поен на мрежа, најдобро се снајде Мартин Јовановски. За прв поен од напад. Од прва, без размислување, 1-1 со Джуниор. Одличен сервис, но и добар е приемот. Добро изгледа, барем вака. Сега добар блок од двоен. Одлично Добар поставено. блок, одлично поставен и со број 10 Бошков и со број 7 Јовановски. Втор блок во вториот сет за домашната екипа. Густаво уште еднаш на сервис. Добро изгледаше првиот. Да видиме како ќе биде вториот. За секој случај Илиев ја врати топката во поле. Одлична заштита. И прво. Меѓутоа, Темпо. имаме услови за прво темпо, го користа тоа добро. Ако добро се намести акцијата, ова е најубиствената варијанта во одбојката. Апсолутно. Оде на сервис со број 8, тоа е Стефан Алексов. 96-та, повремен репрезентативец, освојач на купот со Штип, 24-та и 25-та. Добар сервис, има ли напад, добар е блокот, ова беше во мрежа. Во мрежа, Да. четврта топка, грешка на противник. Ангел Бошков беше тоа од работнички, уште еднаш оваа ситуација, во мрежа беше ова, чисто е. Се обидува Миодрак да ги разигра колку може своите играчи. Сега и мрежата доаѓа Со на помош помош. на мрежа, меѓутоа Стефан Алексов. среќа да ги праќа и храбрите. Мора да се предизвика среќата. Апсолутно. И го регистрираме првиот ас. Оди уште еднаш на сервис. Алексов, Внимателно. шанса за контра, може би прво, не. И ако не оди по средината, оди по Осети паралела. Стојанов дека е разигран и го разигрува и коректорот. Уште еден поен од напад. За убедливо водство 12-5. Стефан Алексов поентира сега на сервис. Има замена. Она од првиот сет, со број 14 на клупа Алекс Пасовски, во игра со број 2 Виктор Ангелески. Дали е тактичка или може се обидува само да им даде можност на сите своји играчи. Грешка на сервис, или сервис грешка. Стефан Алексов. Играше во Пробиштип, играше во Струмица претходно. На сервис Виктор Ангелески, 2005-та. Без број опции во Разиграно нападот, темпо, кога е се добро обиде поставен. преку пайп, ниска, меѓутоа искусно се снајде Стојан Илиев. Регистрираме уште еден поен на напад. Кире Глаев. Долг сервис, Троен блок, тука е тешко да се помине. меѓутоа грешка
од бразилскиот интернационалец, допир на мрежа, го забележаа судиите, поен за Работнички. Мрежа. Да го видиме тој момент уште еднаш. Да, Да. мрежа. Напоменав, имаме искусен судиски пар, добро ги прементуваат тие работи. Да, играта продолжува. Излезе ова дека е добро. Се е дозволено во одбојката, а дозволено и прво темпо. Уште еднаш оваа ситуација. Финишот. 7-14, 0-1 по сетови. Да следиме вториот сет, Работнички угаде Штип. Или Штип угаде. Грешка. Седум 15. Оди на сервис Леандро Джуниор. Средниот блокер. Технички добро изведен сервис и се мудро, така е, да. Еве шанса која што оди во неврат, загубен е овој поен. 7-16. Топка во аут. Густаво Боланос Вера. Тайм-аут. Тайм-аут, да слушаме што ќе може да каже на овој прекин тренерот на Работнички. Играме со многу нервоза, сакаме, знаеш, оно со сила. Не треба сила, малце памет треба, добро? И пак приема дека на твој сервис не си имаат поен. Дај да се концентрира на тие, дај да дај тие. Сакаме на сила, дајте малце полек, слободно. Може, нема што да изгубиме. Дај да пробаме тука, дај ми вам. Јован Чеманасков. Совети за неговите одбојкари. Како да играат против апсолутниот фаворит. Джуниор. Уште еден мудар сервис. Во обид преку блокот да се стигне до поен, но... И успева. Да, успева Работнички. Иде поен за Максим. Интересно е втор поен во напад на екипата од Работнички. Добар прием. Уште подобар напад. Илиев отиде директно на Новески. Уште во првиот сет покажа дека е расположен за игра. Денеска Стојан Илиев. Осем 17. На сервис техничарот Давид Стојанов. Добар е сервисот, сега шанса да се одработи брз напад на Штипјан и Илиев. По навика на овој надпревар. Значи поен во напад. Поени кои што се претежно на Стојан Илиев и на бразилскиот интернационалец од грешка во мрежа. За момент концентрацијата попушта. Стојанов. Од 9 поени, 5 поклонети од страна на екипата на Штип. Одиме со сервис на Максим Ѓорѓиевски.
И со поен за Штипјани преку Алексов. Одлично по линија за 9:19. Ослободени без притисок, ја осеќаат својата доминација. Расположени за игра, за потврда за прво место. И покажува зашто се најдобри оваа година. Сервис аут. Саут. 10:19. Шест директни грешки од 10 поени. Грешка сервис. Мирашчиев на сервис, Михајло Мирашчиев. Добар таму каде Одлично што сервира така е. денеска, мора се признае. Еве шанса за Работнички, но треба да се Лоша одработи. втора топка. Ау. А разновидноста во играта на браво, Штипјани браво, доаѓа браво. до овој Улога 21 на поен доаѓа техничар. до израз. Расположениот Илиев. Нова замена ќе има со број 6 во игра Петар Поповски кај Работнички. Зборувавме за додека трае овој сервис, зборувавме за односно почнавме на стартот на преносот да зборуваме за проектот одбојката оваа сезона со најмногу преноси, најрано почна и најревностни се одбојкарите. Најмногу преноси на македонската одбојкарките. телевизија до сега, севкупно Севкупно, земено, така. одбојкарите и одбојкарките, да не ги навредиме нашите дами. Генерално најревностна одбојкарската федерација во организацијата и во она што го нуди како соработка, мора признаеме и да ги пофалиме. Целта пред се, без разлика на квалитетот, без разлика на соодносот меѓу екипите, без разлика на се, целта на овој проект за преноси од македонските првенства на македонската телевизија е пред се да се популаризира она што е наше, а потоа некој втор чекор да биде подобрување на организацијата, па дури потоа нели инфраструктурата, па дури потоа на играчкиот кадар, тренерскиот и така натаму и така натаму. Сето тоа мора да биде во една спрега и предпоставуваме и се надеваме дека сите овие преноси на националниот телевизиски сервис настрада судијата. И ова се случува. Настрада судијата. Се надам дека нема да има потреба тајмаут за ова да се вика. Уште еднаш. Ова изгледаше намерно. Се Се шегувам. случува. Се Се случува. шегувам, се разбира. И на надпревари од повисоко ниво се случува леваки работи. Така е. Помош од мрежата мала при овој сервис, да видиме блокаут одлично. и поен за Браво. Работнички. Еве поен за Виктор Ангелески. Да, на ова што го спомнавте пред малку, апсолутно потребна е таа подршка и благодарност за македонската телевизија која што нели се обидува да го афирмира спортот воопшто, а со тоа и одбојката во нашата земја. Се надевам дека клубовите ќе го искористат максимално тоа, да ги подобрат сите ние работи за поквалитетен надпревар. Добар напад по средината, погодувате кој Стојан Илиев. Не може се да се случи преку ноќ, не може се да дојде веднаш, после второто или третото коло, после првата половина од првата сезона во еден ваков проект или по првата сезона. Меѓутоа да се почне од некаде, да се тргне. Нема гаранција дека нешто ќе се случи, меѓутоа вреди да се обиде човек. Така и ова генерално земено идејата која што потекнува од Министерството за спорт преку федерациите во соработка со јавниот сервис. Затоа постои македонската телевизија. Ова е поен за Работнички, за 14-ката Алекс И го Пасовски. регистрираме првиот ас во овој сет. Токму така, за се треба
свој почеток, да имаме тој почеток. Пристоен Одличен. сервис, да видиме Храбро, блокаут. браво. Глаев. Главев. Шеснаесет успешни напади во вториот сет. Во првиот сет има дури 11, сега има 16 екипата на ОК Штип. Се топка, да видиме како ќе заврши овој сервис. Добар е приемот, дали ќе биде добар и нападот, блокот функционира и 0-2. Можда ќе одеше во аут, меѓутоа Максим не помисли така, не дозволи. Рефлексот е Побрзо се. реалноста едно, рефлексот е Апсолутно. сосема друго. Значи тоа е 17 поен. После ќе збориме за конкретно да. Одиме со реклами меѓу двата сета и потоа се враќаме во пренос во третиот. Ова изгледа навидом еден рутински надпревар за Штипјани, кои што се фаворити на овој меч. Работнички се обидува да парира колку што може. Како и да е, следиме уште еден од надпреварите од домашните првенства, од одбекарското машко, трета рунда плейоф. Практично ова е разигрување за што подобра позиција за финалната фаза од шампионатот. Одиме на сервис со број 15 во редовите на работнички, тоа е Миодраг Новески, роден 2000-тата. Приемот не беше најдобар, но спасуваат Штипјани, остануваат во игра во овој поен. Топката е Доста префрлена. борбено, така Шанса за работнички, еве го користи го. Она што се очекува од Густаво Боланос или Боланос Вераг Густаво. Само на кратко да кажеме статистиката, еден нас од двете екипи по еден, односно два блока, 17 успешни напади за екипата на Штип, 4 за работнички и по 6 грешки од двете страни. Сервис грешка После сега. грешките еве сервис грешка. Миодраг Новески. Дејан Стојанов е со нас на коментаторската позиција, во улога на стручен коментатор. Ќе се обидеме да ги збогатиме овие преноси со оние кои што ја имаат, како се вели, во малиот прст од бојката. Па да видиме како сето тоа ќе биде оценето. Тука сме за јавноста, нели? Одиме на сервис со број 7 е тоа Давид Стојанов. Кога сме кај Стојанов. Мора да признаеме дека ова не е правата слика на екипата на работнички. Најави веќе ќе повторам уште еднаш.
дека во составот не се забележени двајцата техничари. Искрено немам информација од која причина и затоа оваа доминација е толку голема. Повторно наивно. Игра на мрежа. Грешка. Преголема шелба Премногу грешка. на Мирасчиев. Ајде да се надеваме дека овој сет ќе биде малце неизвесен. Густаво Болано Звера. Добар е сервисот, но одличен е и Одличен приемот. прием. Браво. Браво, прекрасно, одлично изреализирано, уиграно. Мирасчиев на крајот поентира Добро да го се пратеше искупи за онаа техничарот, грешка. токму така, зашто немаше друг избор освен да остави на средниот блокер. Оваа ротација, прва грешка и не се задржува на сервис Стојан Илиев. Добар прием со прсти. Смечал, Несигурен Алексов. напад. И ова може да го ставиме како грешка. 4-2 води Работнички. Водеше во рамките на вториот сет, на стартот екипата на Работнички. Одлично повторно се стави Мирасчиев. 4-3. И агресивно и технички одлично на мрежа играат гостинските одбојкари. Ке повториме разновидноста во нивниот напад е причината за скорот во претходните два сета. Сега блокаут за 5-3 и сега веќе во 3 наврати го одржува ова водство од +2 екипата на Работнички. Еве шанса на сервис со број 16 тоа Максим Гергиевски. Првото темпо не решила енигма за домакините. Функционира Леандро Джуниор, но одлично е послужен. Одлично му се сервираат овие шанси, а тој ги користи. Така наречена Алма. И во првиот сет, односно во вториот сет, во овој дел го отвори добро средниот блокер. Во напад. Констатираме уште еднаш и на сила и на техника функционира нападот на Штип. Едноставно паметно, дека сгреши противникот. Зашто јас? За изадачување 5-5. Лајв поентира. Со број 8 на сервис Стефан Алексов. Одличен е сервисот. Одличен сервис. Стојанов Интересно. добива дуелот со Новески. Ако успешен напад, можеме да го регистрираме и ова, а и впрочем Останува на сервис Стефан Алексов. Одличен пас. Прекрасно по средината. Еден од моментите на надпреварот имаше асо и претходно, но ова беше брзо, ефектно, прецизно. И првиот таз го гледаме во третиот сет. Секоја чест. Уште еднаш на сервис. Уште еднаш силно, овој пат сервис аут. За аут. Стефан Алексов. Два успешни напади и другото сите се грешки на противникот. 6-7. И топка, односно сервис за Работнички. Бошков. Добар прием. прием. Брзо овој напад. Да, ето, моментот
ако не по средината, по една од линиите. Таму сега беше Кире Глаев. Сега оди на сервис. Одлична замена денеска за Задмар. Добар прием, се спаси овој напад и повторно потврда за многу репризи. одлична комуникација репризи. помеѓу Стојанов и Джуниор Леондро. Сервис аут, го видоа тоа домакините, оставија оваа топка да оди во поен за нив. 7:9. 0-2 забележувате на Телопот во сетови за гостите. Горе-долу доминираат и во овој сет, во третиот. Големи се шанси да заврши овој меч чисто, 3:0. Не функционира блокот, затоа што одличен е денеска Стојан Илиев. И го потврдува и тоа со овој напад. Еносис и Марсонија, Кипар и Хрватска, не ги споменавме тие две екипи во неговото портфолио, во неговото CV. Джуниор, лош прием, но ќе се снајдат домакините колку да префралат топката преку мрежата. Без грешка Се мокни од Стојан Илиев на овој надпревар. и уште успешен напад за Стојан. Или осми успешен напад за екипата на ОК Штип во третиот сет. 7-11 од перспектива на човек кој што работел и работи во мачката и во женската одбојка. Еве, чисто една оценка на шампионатот до сега, што е познато, што е непознато во уште еден поен бележиме за Илиев, што е познато, што е непознато кај мажите во условно кажано посилната конкуренција во шампионатот до сега. Што може да очекуваме во продолжението од оваа фаза и евентуално во финишот. Само тайм-аут да проследиме што ќе советуваат стратезите, односно стратегот на работнички. Има сега, Ангел, се договорите ако дали да се смените у Кец или у 6 напред. Договорите со Мичо. Јас го слушам. Не може до Кец, зашто сервира во Кец и нема време да се сврти. Океј, имаш Фајт. и шеска, Алма. имаш и висока таму. Не Алма, ако бутнеш Да. четвр, не ги собери таму на крај. Чисти. Океј, и Преку Алмата. одбраната гледате? Се е одека во пет, се е опет. Значи, концентрира се и блокот и одбраната одека во пет. Гледате, сите се одека, се е во пет. Може? Да. Али, Накратко за тайм-аутот, а потоа и за прашањето. Па добро, се обидува Јованче, значи колку толку да ги стимулира своите играчи, еве и со насоки што би можело да се случуваат. Меѓутоа ќе видиме дефинитивно најдени се на добро расположена екипа, која што добро ги користат сите ние слабости денеска што ги демонстрираат екипата, она што демонстрира екипата на работнички. Во однос на шампионатот, онако што е известно, доколку овој надпревар заврши во корист на екипата на Штип, екипата на Штип ќе го потврди своето прво место со 13 победи и 1 изгубен надпревар. Овој надпревар е заостанат затоа што нели викендот се одиграат другите надпревари. Таму имавме Струмица, Виновна е ТВ куќата. ТВ куќата, во ред констатиравме те дека да се од позитивен аспект. И тука ќе биде интересно, мислам дека втората и третата позиција каде што чинам сега дека екипата на Борец ќе го заземе второто место каде што се задачува во бројот на победи, односно порази. Меѓутоа во нашиот шампионат прво се гледаат победите, а потоа се гледаат бодовната разлика, доколку и тие две се идентични, се гледа сет количникот, на крај поен количникот. Во оваа ситуација, значи, Борец искочил на втората позиција, што го прави во една поповолна позиција, рековме за подобар пласман за разигравањето потоа во плейофот. Меѓутоа,
имаме уште едно коло, односно уште еден круг на разигрување, така да со вака поставеност дефинитивно најинтересно ќе биде за втората и третата позиција. Се враќаме ние на мечот во кој Работнички освојува нов поен за 10:13. Слаб беше приемот сега. Во кадарот Миодраг Новески. Лошо реагира Кире Глаев. Меѓутоа во ваков надпревар со оглед на скорот и ова е дозволено, условно кажано. Да, тука гледаме повторно само Стојан Илиев, колку да се охрабрени и да бидат агресивни на име на сервис. Ова е Кристијан Ристевски, а на спортивната страна Јованче Манасков, предводниците на двете екипи. Добар е сервисот, добар е приемот, мора да признаеме, и добар е нападот, но Еве една добра одбрана. тече овој поен и понатаму највозбудливиот до сега. Највозбудлив до сега. И дали ова блокаут? Да, Да, блокаут. блокаут. Интересно, искусно. Оди на сервис сега Густаво Боланос, Вера. Добар сервис, добар прием, добар напад. И спасен е поенот, ке трае и понатаму. И 2-1 по-друго возбудливи Сепак ова поена. не е грешка, продолжува со игра, според новите правила. Добар сега, Илиев. Али го... Нема тука одбрана кога тој ќе реши да поентира, да видиме само што е. Се вара од Алексов. Не забележав дали имаше комуникација меѓу... Да, малку по да се А, не, стиши. реакцијата беше чиста топка, таа дозволена според новите правила да се Так. одигра. Меѓутоа старите навики изгледа се стари навики, па имаше реакција. од страна Подсетуваат на- арбитрите така, на правилата, да. Апсолутно. Сервис аут на Стојан Илиев. Веќе и желбата да се заврши овој надпревар е на високо ниво кај гостите. Да, меѓутоа треба да се доигра. Затоа спортот е интересен, нели? До крајот не е математика. Ова е веќе грешка која што Така наречена втора топка, носена топка. Приметуваат све. Неки кажуваме дека се работи за искусни судии, што добро забележуваат све што се случува на терен. Саздовски и Здравевски. Добар блок. Уште еден напад за Работнички. Сега на ред е Штип. Алексов Без добра транзиција за напад, ама искористи. помина покрај блокот и поентира Ангел Одлична Бошков. кратка диагонала на Ангел. Да задржи каква таква неизвестност во овој сет. А впрочем и овој сет ги гледавме, мислам дека најдолгите надигрувања. Имаше Релинија, да. 4 поени кои што Сигурно. траеа повеќе од 2 промени Да ни донесат или мала возбуда. префрлување. Блокаут 13-17. Не дозволува коректорот никакво изненадување. Оди Алексов имаше една безпрекорна серија во рамките на овој сет, еве го повторно со одличен сервис, Малце нова ротација. неодговорно поставеност на Густаво. Чиста топка во рацете на либеро, сакаше да му помогне.
Повторно помош на сервис кон мрежата. либеро. Тешка топка за Ангел. Се обиде да излече, меѓутоа не доволно добро. Тайм-аут. Може да направим оној задни път за да пробаме што да нареме без нарвоза, а? Да. Може? Смирено само да прием. Лупаме, а? Нека биде. Кај ги пуштаме? Тоа е, може? Ајде да се смириме, да пробаме да видиме што може сега направи. Веќе тајмаут и не. Останува се на вас. Може? Ајде, ајде. Ги охрабрува во напад. Да ги барат прстите кога би могли можност да бидат за блокаут. Алексов. И повторно Алексов, напад од зона 1. Типично за коректор. Одличен. Без конкретни решенија денеска екипата на Работнички. За играта повторно директна грешка. Грешка. По моја статистика дури 8 грешка директна од гостинската екипа во корист на домашната. И еве сега да се врати во ритам екипата на Штип. Леандро Джуниор, а таа е најмеродавната статистика што ја имаме во моментот. Апсолутно. Рачно, но сигурно. Има замена. Не. Да видиме. Да, сепак има замена. Со број 11 Негова вториот техничар. ќе влезе Филип Новаков, 2008, Ова повеќе од тактичка природа. младински репрезентативец. Не многу агресивен, ама сигурен сервис. Одлично. Ете го улога на техничар. Повторно. Блокаут. Сигурен Илиев. Сигурен Илиев. И се разбира ќе се соберат околу најмладиот Новаков со играчите да му честитаат за она што го даде, за придонесот во овој поен. Сепак спортот е забава, а екипата на Штип ба се забавува добро. Прием од либеро, да видиме ќе оди со добар. Ете ги советите од Јованче по прсти, меѓутоа повторно комуникација на интернационалците. Густаво и Джуниор. Али мислам дека ова ќе го санкционира првиот судија, нема да дозволи овакви работи се случуваат. Еден ваков мирен надпревар, а и нема и зашто. Капитените на пење. Аврони си пружи рака, меѓутоа токму така како што најавив. Жолт картон. Джуниор си е признал својата грешка. Додека Густаво е упорен и повторно зборува. Да немаше јазична бариера, ќе му понудевме место до нас. Во некој Апсолутно. нареден надпревар. Се разбира, ова сето е во духот на спортот. Мала шега на наша сметка заедничка и на Густаво. Овој со сервис за Се Работнички. врати само на својата позиција. Глаев. Јовановски Така, сервира. добро. Ова на блокот. Стојанов. И не успеа Штип да спаси. Два пати изблокира
домашните одбојкари на 2 поена до освојување на третиот сет и 0-3 на овој надпревар. Ке мора да почека екипата на Штип. 16-тиот поен беше тоа за Работнички. Уште еден сервис. Одлично тактички. Стојан, односно Илиев. Стојан Али Илиев. повторно тука Илиев. И одлично технички изведено во напад. Сет меч топка. Не. Односно не, 23, простете, малку Трети поен. избрзав. Мора да биде 16-23. трпеливи. Повторно сервис во либеро. Немате. Па може да констатираме првата грешка на Стојан Илиев во напад. Еве ќе му ја пишеме. Ај ќе му дозволиме. Заслужи. Заслужи денеска. Миодраг Новиски. Новки има тајмаут. Шанса да ја чуеме конечно клупата на Штипјани. Да слушнеме што таму се случува и што ќе биде совет главен. Знаеме каде е сервисот. Нивна работа, ќе удри може силно, може како и да е, негов проблем. Само смирете се да ја завршиме. Преку 4 завршуваме. Ајде! На кратко не сака да се дозволи никакви случајности тренерот Кристијан Ристевски. Впрочем и затоа го побара овој тайм-аут. Ја видовте и коментаторската двојка пред малку во кадар. Ненајавено, не исчешлани, меѓутоа добро. Ке се подготвиме за следниот кадар. Еве е втората грешка. Колку да биде малку повозбудливо. (18-23). Останува на оние 2 поена до освојување на третиот сет, тимот на Штип. Еве го првиот. Сега е ова сет меч топка, 18-24. Секоја чест за двете екипи. И за фаворитот, тимот на Штип, кој што дојде, го одработе своето и за Работнички се трудеа домашните. Спортот е таков, некој мора да загуби, ова ќе значи ако сега се случи по овој поен 0-3 или 3:0, чиста победа на Штипјани и прва позиција на табелата. Сервис грешка на Стојанов. На Стојанов. Давид Стојанов, техничар, сениорски репрезентативец. Куп со Штип, 24-25, MVP на купот. Најкорисниот одбојкар, играч на тој турнир и има нов тајмаут. Дали подготвува Штип некое изненадување? Они се залетани, ние сме мртви, барем да ги умртвиме нив. Нема што да направиме. На наши грешки, на еден, да не може да поминиме, бегаме од блок. На наша најдобра серва, да грешиме серва, на остен поен. Ајде, завршувања! Сакаат тренерите мирен надпревар, сакаат тренерите мирна завршница. Оние што биле играчи, како да заборавиле како е кога си на теренот. А ова се убави кадри, има публика, тоа е најважно во нашите сали, колкави се, не е ни битно. Битно е дека сме тука. Македонците сакаат спорт, без друго тоа го покажуваме постојано. Сервис на Густаво, како ќе заврши овој поен, дали сега ќе го реши надпреварот. Екипата на Штип не успева во првиот обид. Илиев и тоа е тоа за овој надпревар. Завршните зборови од Дејан Стојанов, нашиот стручен коментатор. Прво, како си поминавте на нашата фреквенција по пауза од колку? 13 години? Па, мислам дека од 2013, кога ги видиме, така да
Последен пат беше тоа на купот 2013 бевме освојачи на купот, па Еве женското понуда да финале. видите со нас во текот на оваа сезона, потребни Па ни се со задоволство. нашите стручњаци. Ке се поздрават се разбира тренерите, Јован Чеманасков на домакините, Кристијан Ристевски. 3:0, убедлива победа на тимот на Штип на овој надпревар. Завршува и оваа рунда. Ние ви најавуваме пренос веќе в четврток од одбојкарските возбудувања. Четврто коло, прва лига жени, 12-ти Младост Угада, Пелистер волеј во 20 часот ќе се игра овој надпревар во салата Јордан Јалков. Така што бидете и понатаму на нашата програма. Следете ги сите возбудувања од домашните надпреварувања што ви ги пренесува македонската телевизија. Тука ќе ве поздравиме. Стварно уште еднаш благодарности. Честитки од мене до екипата на Штип за денешната победа. Се надевам дека ќе имаме повторна соработка. Поздрав до гледачите на македонската телевизија. Пак ќе кажам, дефинитивно и се сложам дека ова не е правото слика на работнички, меѓутоа еве не знаеме од која причина, дали се повреда, меѓутоа и повредите се дел од спортот за жал, така да брзо да се рехабилитират, ако се работи Долго за е такова нешто. првесет. Има уште за играње. Ќе има уште што така да да покаже. гледаме квалитетен одбојкарски надпревар. Благодариме уште еднаш. 12, 14 и 19 поени. Посетови видовме на Телопод за домашната екипа. 0-3 или 3:0 за гостите. Тоа е тоа, почитувани гледачи, до овој пренос. Имајте убава вечер и следете ја програмата на македонската телевизија во овој маратонски месец. Зимски олимписки игри, 25-тото издание. Милано Кортина на првиот програмски сервис, репризите по полнок на третиот, а на третиот канал на македонската телевизија домашниот спорт ќе има и многу фудбал, почнувајќи од утре, има двојно коло, така што бидете со нас, има и кошаркарски куп, завршница викендов, 3 дена Final 8, бидете на фреквенцијата на македонската телевизија. Пријатно. Пријатно бе.